сите овие работи кои што ги споменавте не слушнавме за судството, тоа е можеби најслабата страна на државата. Дали планирате нешто во следниот мандат, доколку успеете да формирате влада и ги добиете овие избори, да направите нешто во однос на судството за постојано да не се разочаруваме од сите оние извештаи како го еве и последниот на Freedom House? Да, ја и кажав во самото обраќање дека една од работите кои што ги загрижуваат и кои што ги прават незадоволни граѓаните е владењето на правото. И тука имаме многу јасен план и многу јасни мерки кои што ќе бидат спроведени во мандатот од 2024 до 2028 година. Јас пред крајот на мојот мандат бев иницијатор на формирање на оценска мисија од страна на Европската унија, која што оценска мисија заврши својата работа во делот на судскиот совет и во делот на начинот на кој тој функционира и начинот како треба да се реформира. Тој извештај е готов, има 40 конкретни мерки, кои што 40 мерки предвидуваат и законски измени и уставни измени и уште една мерка дополнителна која што е прва практично во сетот на реформите на правосудството, а тоа е целосен ветинг на правосудството и на обвинителството, вклучително и на политичарите, и тоа не ветинг од денес во иднина, туку ветинг од 90-та година па наваму. Значи, ние сме 20 луѓе на листата на коалицијата за европска иднина и ветингот може да почне токму од нас, затоа што има луѓе кои што во 90-тите години на различни начини се стекнаа со влијанија, се стекнаа со богатство, кое што денес го злоупотребуваат или го употребуваат за своји цели, а тоа е вклучително и влијание во правосудните органи. Зошто досега не се направи? Социјалдемократскиот сојуз на Македонија и во минатиот мандат имаше во програмата ветинг во судството, кој што беше спречен од Европската унија, односно од Еврокомесарот за правда, не знам од кои причини. Тие наведоа тогаш дека ветингот во Албанија бил направен и не дал резултати. Меѓутоа, кога јас разговарав со премиерот на Албанија Еди Рама, кој што ми е добар пријател, всушност сватив дека дал резултати. Дал резултати, меѓутоа не веднаш, бидејќи процесот траел повеќе од 3 години. Меѓутоа, денес Албанија има многу подобар правосуден систем во кој што граѓаните имаат многу повеќе доверба и кој што практично представува задоволство и за луѓето кои што работат во самиот правосуден систем. Бидејќи, да се разбереме, во правосудниот систем работат голем број на луѓе, дел од нив одлично, професионално ја извршуваат својата работа, меѓутоа дел од нив ја прават таа слика која што нашите граѓани ја имаат за нашиот правосуден систем. Доверба од 2% практично е недоверба од 98% и тоа е она на кое што ќе се фокусираме од првиот ден. Ја можам да ви ветам дека од првиот ден кога ќе ја формираме владата, сите 41 мерка ќе бидат веднаш ставени во реализација, а јас лично ќе ги поднесам уставните измени кои што се однесуваат на реформи во делот на изборот и во делот на одговорностите на судскиот совет.